Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска правиме продолжение на она што разговаравме во текот на вчерашното издание, се разбира, кога разговаравме за тоа дали ќе го избереме или ќе ни го изберат специјалниот јавен обвинител. Епа така и ние избра специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која што денеска веројатно е единствената, ако не и единствената тема за разговор токму за и интерес на медиумите, но и на порталите. Со оглед на тоа дека се појави информација дека низиното име, народски кажано, според социјалните изрази на интернет е најгуглано во текот на денешниот ден од корисниците од Македонија. Катица Јанева, која што сите ја зборуваат и за која што допрва ќе се слуша и ќе се набљудува низината работа, особено со огромен интерес од страна на македонскиот народ, впрочем е првиот чекор каде што можеби на повидок ни се појавува и правната држава, односно излез од правно-политичката криза. Токму тоа е и темата која што денеска ќе обработуваме. Европската Унија, односно ЕУ, ни ја одбра специјалната јавна обвинителка, дали е на повидок почеток на правна држава. Токму за тоа ќе разговараме на 0260 91 924 или 0260 91 925. Со оглед на тоа дека по интернет многу често се поставува прашањето која е Катица Јанева, за информација на гледачите на оваа емисија на 24 вести, во продолжение прилогот на колегата Тони Ангеловски, токму поставен на тоа прашање. 50-годишната Катица Јанева, досегашна шефица на основното јавно обвинителство Гевгелија, е специјалниот јавен обвинител кој ќе ги расчистува случаите поврзани со прислушуваните разговори што ги објави опозицијата. Јанева својата кариера во обвинителството во Гевгелија ја започнала во 2003 година како помошник обвинител, а во 2009 година е именувана за обвинител. Во 2010 година е избрана од Советот на јавни обвинители за шеф на основното јавно обвинителство Гевгелија, а годинава мандатот е продолжен за уште 4 години. Јанева е и едукатор во Академијата за суди и јавни обвинители, а има завршено повеќе обуки, меѓу кои висока обука за борба против мафијата, корупцијата и организираниот криминал во Италија. Бидејќи Гевгелиското јавно обвинителство има само основна надлежност и не работи случаи на организиран криминал и корупција, туку полесни кривични дела, името на Јанева може да се сретне во разни судски процеси за разводи, семејно насилство и слично, меѓу кои е и случајот Спаска Митрова. Јанева потекнува од семејство на познат судија кој бил и председател на основниот суд во Гевгелија. Во имотниот лист на Јанева, кој е доставен до антикорупцијската комисија, таа пријавила имот во вредност од околу 250.000 евра. Како личен имот пријавила возило Рено 5 Кампус, вредно 4.000 евра, и две трансакцијски сметки на кои вкупно има околу 500 евра. На име на незиниот починат сопруг, кој бил ветеринар, се води имот во село Конско во вредност од 1000 евра, земјоделско земјиште во вредност од 20.000 евра, моторно возило Ровер 45 во вредност од 20.000 евра, девизен депозит од 80.000 евра и 20.000 евра од продадени акции. Како имот пак на родителите, обвинителката има наведено 2 куќи со двор во вкупна вредност од 105.000 евра. Она што дополнително настрана од именувањето на Катица Јанева од Гевгелија токму за специјална јавна обвинителка во случајот Пучи и аферата прислушување, дополнителноста е и кон измените на законот, односно колегата Михајло Видимлиски токму на тоа се посветува во својот прилог во Дневникот во 17 часот. Ке имате можност целосно да го погледнете. Јас ќе ви читам само извадоци од него во текот на емисијата. На почетокот вели: мандат од 4 години и право на реизбор, неограничен буџет и можност сам да ги избере своите соработници, но и рок од година и пол да покрене обвинение предвидува законот со кој беше избран специјалниот јавен обвинител, кој ќе ги истражува аферите со прислушувањето. Според предлогот, во рок од 3 дена откако ќе стапи на сила законот, треба да и се обезбедат простории на специјалната обвинителка и нејзиниот тим, кои нема да бидат во истата зграда каде што е основното јавно обвинителство. А за 35 дена треба да и бидат обезбедени финансиски средства за непречено работење. Обвинителот ќе постапува по дела кои произлегуваат од прислушуваните снимки кои се доставени до досегашното обвинителство до 15 јули, но не само по нив, туку и по дополнителни достави. Јавниот обвинител кој раководи со јавното обвинителство ќе биде овластен да истражува и гони кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. Неовластено следење на комуникации се дефинира како неовластено следење на сите комуникации, извршено во периодот помеѓу 2008
и 2015 година, вклучително, но не и ограничено, на аудио снимки и транскрипти поднесени до јавното обвинителство пред 15 јули 2015 година. Стои во законот. Крајниот рок што го добива специјалниот обвинител за истражување на сите случаи од прислушувањето е до март 2017 година. Доколку дотогаш не поднесе обвинение, понатаму не ќе може да го стори тоа. Во членот 22 од законот стои: Јавниот обвинител кој раководи со јавното обвинителство може да покрене обвинение или да нареди запирање на истражна постапка во период не подолг од 18 месеци од денот на преземањето на предметите и материјалите во неговата надлежност. На почетокот на емисијата ова беа важните информации кои требаше да се сподела за да може да почнеме да разговараме. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се закашлав, затоа што не знаев дека сме имале вака добри стручњаци во Македонија. Не е важно каде работеле, важно е дека сме имале добри стручњаци. Меѓутоа, од именувани лица, од лица кои што се преюдицира да бидат на некоја функција, на некое работно место, не знаеме за за ваквите случаи кај нас. Од ова до сега што го слушнав, оваа обвинителка не е позната во Македонија. Може би кој се занимава со тие проблеми ја знае. Меѓутоа за широката јавност не е позната. Меѓутоа од CV-то кое го дадоа денеска сите печатени и електронски медиуми, гледаме дека навистина може нешто добро да излезе и целата ова наша бркотница во нашава држава да застане на еден ред. Треба време и на неа и треба време и она која ќе ги постави своите задачи на свое место, треба време тие да почнат да функционираат. Меѓутоа, за тоа потоа, сега ова е најбитно. Так. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали веќе имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Така, слушам, многу ме радува што и жените се застапени веќе во судството, мислам, ќе се доказана е. Добро. Затоа што татко и е судија, порано беше, значи има пракса. Плюс тоа, сакам да кажам дека ја слушнавме биографијата на Јанева и мене ми изгледа дека често ќе се врши работата, без разлика која затоа што мислам дека се она што е пред нејзе, што ќе се дадат овие бомби, јас мислам дека ќе ги реши. Затоа што тука нема гледање за кого се работи, него колку луѓе ќе бидат опфатени во бомбите. Да ја пожелам успех и да истрае како жена. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака, сега, да живеат жените во Македонија, долу мажите. Се разбираме, нели? Значи, тоа е она што се случува во државата. Јас сега да ви кажам вас, Огнен Лепир машната не ми се допаѓа, мене ќе ја ставиш по мој вкус. Значи, многу е битно кој ја предложи. Ја предложи, факт е дека ја предложи странскиот фактор. Така и се пишува во насловот. Така и пишува во насловот. И сега мојата параноја одма почнува да работи, условно речено параноја. Кој би бил можен влијалетен фактор врз ова госпоđа? Може би нема да има, може би јас не сум во право. Меѓутоа, зошто не дојде на предлог на нашиве македонски политички партии?
тоа остане како празнина. И втора иритирачка работа е тоа што е ограничен периодот на чешлање. Значи само околу бомбите, а другиот криминал што правиме со него. Благодарам, господин Огнен. Ви благодарам и јас за јавувањето, поздрав до вас. Постојните предмети кои се во врска со прислушувањата, а во моментот се во надлежност на јавното обвинителство, на барање на специјалната обвинителка, ќе мора да и бидат предадени во рок од 8 дена. По писмено барање од јавно обвинителство, јавните обвинителства се обврзани во рок од 8 дена да предадат кој било предмет по кој постапуваат, за да се одлучи дали предметот спаѓа во надлежноста на специјалниот јавен обвинител, согласно неговите, односно во случајот нејзините овластувања определени со овој закон. Специјалниот јавен обвинител одлучува во рок од 8 дена дали случајот спаѓа во надлежност на обвинителството, стои во членот 11 од законот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во врска со специјалното обвинител сакам да кажам 2 збора. Ајде. Мене лично не ми се допаѓат Добро, зошто? новиот обвинител. Па затоа што моје мислење, а ретко дека грешам такогаш. Може тоа ќе се покаже покасно. Мислам, не можам да одредам ја време како што. Да, само да не настане, второ, да, се извинувам, да не настане забуна. Значи, ова е специјален јавен обвинител, не е нов обвинител. па сега е за овие настани, што треба да истражува како нови. Да, затоа викам специјален јавен обвинител. А моје мислење, специјален, моје мислење, пошто таа сега е на функција, уште, избрана од оваа власт, што да очекувам јас лично. Тоа ми е зборот. А сега во оваа ситуација, едино, само на СДСМ му одговара некоја промена да настане околу бомбите, околу тие работи, а ги има тие кражби. На ДУИ не му одговарат, на ВМРО да не разговараме, на ДПА не му одговарат. Затоа што поединци од ДПА се уклучени во овие афери, многу повише од ДУИ и од ВМРО да не збориме понатаму. Добро. Не може тоа сега се негираме себе, кој како разговара, што разговара, не сум исто да речам сега дека не разговара со вас и ние се јави на телевизија. Бомба си е бомба, меѓутоа ова е реална бомба, овој обвинител специјален, не знам. Добро. Фала многу, толку. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Добар ден, велам кому? Добар ден. Ве слушам, повелете. Добро, има добро CV. Значи, не е толку позната, не е позната устори. Не мора да биде позната на сите. Ние не можеме да ги знаеме колку се таму 200 и кусор обвинители низ Македонија. Може познаваме еден, двајца, ништо повеќе. Го знаеме главниот и ете. Сега ја знаеме Катица. Има добро. Мислам, CV, значи завршила некако што и таму, например, за италијанската мафија. Работела на тој случај. Потекнала од семејство во кое што буквално растела со правото. Татко и бил судија. Значи председател на суд, таму на основен суд. Меѓутоа, била избрана во во школа за обука на суди во власт. Академија за суди. За Академија за суди. Што е малце дискутабилно. Исто така, не ми се допаѓа законот општо цел, како нејзиното делување, значи до 2017 година има право да брка вакви и онакви, едно друго, не умри магаре до зелена трева. Не ми се допаѓа тоа, значи овие работи се многу јасни, криминалот е многу јасен. Јас мислам дека што побрзо треба да се реши, да се заврши со таа работа, ова држава да киниса напред. Некој нема да ја види, нема да доживее да ја види испраена на прави нозе. Ми се чини дека
и самиот закон има доста фалинки, така да... Добро. Не знам што ќе стори таја, не можам да кажам. Добро. Воопшто сум во дилема околу тоа. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Да, поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Прве, нека ја честит изборот на оваа специјална обвинителка. Нека и е. Дај Боже да биде достојна како личност, значи како обвинител, да биде праведна и принципиелна. Сега, нали, рековте дека и татко е бил судија. Се надевам дека не е од она тајфа, нели, на поранешни партиски судии од СДСМ, кои сега, значи, ги има во сегашно раководство на СДС, чии, значи, најблиски се цела фамилија во сегашно судство, неш. Па фактички, тука се исповрзали, значи, членови на СДСМ како судии, па се плашам да не биде она, значи, од октоподот, нели, поранешен некоја пивка таму, влезено, значи, во наше судство. Велам искрено посакувам, значи, да биде достојна како обвинител, да биде праведна и дај Боже да не открие на кој начин Заев ги стекна тие 12 милиони евра капитал, значи е капиталист, а не комунист. И братот на Вице тука, во кој својство тој помешан со тие 12 милиони евра. Друго би сакал дали таа че може, значи, да прави истрага и за сите велепредавства кои се правени од сегашна позиција, пошто ако некој бил во сојуз со странски тајни служби против Македонија, да прислушува наша легитимна власт и институции, тоа е тежок криминал. Најтежок криминал во многу земји. Од тука садам дека таа ќе испита како некој од опозиција снима, значи, прислушувал наша македонска влада, наши македонски институции. Дали тие исти прислушувани материјали се давани на некој надвор кои се, нели, наши македонски непријатели. Така би сакал да кажам дека дај Боже да има нешто ефект од ова кој, нали, се случува денеска како избор. Добро. И мислам дека октоподот на СДС Белким ќе биде фатен сега. Поздрав. Поздрави до вас и благодарам за јавувањето. Во законот се гарантира и автономијата на специјалниот јавен обвинител, наведувајќи дека ниту еден јавен обвинител, ниту државниот јавен обвинител не може да влијае на неговата, односно во случајот незината работа, ниту пак да бара извештаи поврзани со незините предмети. Во вака напишаното законско решение предвидено е на секои 6 месеци да поднесува извештај до собранието за досега сработеното, а со тоа и опис за напредокот во истрагите кои ги започнала. Но е должна и јавноста редовно да ја информира за сработеното. Соработниците, специјалната јавна обвинителка сама ќе ги избира од редот на постојните јавни обвинители и ќе го утврди нивниот број. Во членот 9 од законот стои вака: Јавниот обвинител ќе предложи листа на кандидати до Советот на јавни обвинители од редот на постојните јавни обвинители за избор на јавното обвинителство. Советот ќе ги избере јавните обвинители во јавното обвинителство на седница на која се присутни најмалку 2/3 од вкупниот број членови, при што има мнозинство од гласовите од членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Блаже од Прилеп. Поздрав до вас. Ја поздравувам новата обвинителка специјална и посакувам успех во работата. Так. Само едно ми е многу жал и ми е мака, што ќе има пониска плата од неспособниот Зврлевски. Зврлевски е доказан неспособен. И се ова ќе му и вади жешките костајне, што вика, ќе го чисти, а та да има пониска плата. Само ако. Се друго сакам да кажам. Тој Трајан од Топлица да кажи за Мјалков колку милиони има и колку фабрики има во Чешка, а не само за Заев. Ќе кажува да каже оди в црква оди, Господ ќе го искриви. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Добар ден, велам кому. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видите вака, ако овие начини да способни и ако така сами ќе
избереа до сега обвинител, меѓутоа за среќа на Македонија се замеша здраво Европската унија и е избран. И јас се надевам дека јавниот обвинител ќе свати сериозно цела работа. Знаеме дека има притисци и дека ќе со помош пак од надвор еднаш за секогаш и за навек се реши агонијата на Македонија. А имаме еден друг предлог. Вако. Во скандинавските држави порано имаше еден случај кога сите судии со 42 годишна возраст ги пензионирала за да се очисти судот. И јас предлагам и во Македонија исто да се направи сите судии со 42 години во пензија. За да се стварно реши работава и Македонија да стане стварно правна држава од типот на европските држави. Така. Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Во истражниот центар кој ќе го оформи јавната обвинителка, таа може да вработи и стручни соработници, експерти, советници, истражители и административен персонал. Во законот е предвидена и можност да побара меѓународна правна помош за сите прашања кои се во нејзина надлежност. Сите финансиски средства за работата ќе бидат обезбедени од државниот буџет, а платата на специјалната јавна обвинителка ќе биде 10% помала од онаа на државниот јавен обвинител сега. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до обвинителката. Белки ќе излеземе од кашата. Поздрав и до Тале. Нека не се радва ако работи убаво обвинителката. Оти ако работи таа многу убаво, многу тешко ќе види, многу лошо ќе види. Ќе треба многу души да се замислат кај ќе одат. Значи, нека не се радва Тале дека ќе работи многу честно. Та поарно нечестно да работи. Так. И друго да му кажам дека избрана е 2003 година за обвинителка кога беше Бранко на власт. И тука нека се помисли. Нека не лета многу во облаци. Фала и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Колегата Александар Пешев пак во дневникот во 17 часот се осврнува на реакциите кон изборот на Катица Јанева, особено на оние од порторулката на еврокомесарот за проширување Маја Коцијанчич и на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Добар ден. Добар ден. Се јавам од Битола. Поздрав до Битола, повелете. Многу поздрав до специјалната обвинителка. И се надевам дека колку што е лична и убава, толку ќе види и паметна и праведна. Се надевам дека криминалците инволвирани во бомбите што ја украдоа Македонија и ги донесоа луѓето до питачки стап, ќе му го најди правото место. И исто се надевам дека дотичните ќе си најдат добро друштво во шутка со некој можда понадарени како што тие му пожелуваја на другите. Го поздравувам Блажи од Прилеп и Николче Петревски од Кичево. Добро. Ви благодарам. Поздрав од Битола. Се најмо. Да, поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Европската комисија го поздрави изборот на специјалниот јавен обвинител, изразувајќи надеж дека политичкиот врв навремено ќе ги спроведе и останатите обврски од договорот во Пржино. Со сличен став се јави и шефот на државата Ѓорѓе Иванов, кој е во официјална посета на Црна Гора, но тој изрази надеж и дека Европа ќе се придржува кон договореното. Инаку еврокомесарот за проширување Јоханес Хан в петок пристигнува во едновдневна посета на Македонија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Љупчо од Струга. Поздрав и до вас, Љупчо, повелете. Секој е добро. И вам исто. Фала. Прво честитки на специјалниот обвинител за изборот. Второ, јас го поздравувам тој избор како граѓанин на Република Македонија со искрена надеж дека работата ќе врши и ќе заврши онака како е предвидено во протоколот од Пржино и јули месец и јуни и како законите налагаат на Република Македонија. Правдата мора да биде обезбедена во Република Македонија, мора правото да победи, мора криминалот да си го најде местото.
Не може Република Македонија да оди напред, а да биде корумпирана, најкорумпирана, најсиромашна, најво негативна смисла. Онака како што за жал досега сегде не рангираат во светов. Јас лично, како граѓанин на Република Македонија, се надевам дека конечно ќе се тргне од мртва точка. Жалам што е изгубено време без потреба. Жалам што се створија дури и тензии. Жалам што мораше и Европска Унија така да се постави како што се постави и Америка. Меѓутоа, конечниот резултат, ако биде добар за граѓаните на Република Македонија и за Република Македонија, а тоа значи да завладее правото, да победи правдата, секој оној што сторил кривични дела, да си го најде местото, така, ќе бидам задоволен како граѓани. Поздрав се убаво. Поздрав и до вас, поздрав до Струга. Во прилогот на колегата Гоце Михајловски, експертите споделуваат мислење за изборот на Јанева. Професорот на правниот факултет Гордан Калајџиев, кој исто така се споменуваше како можно решение, се сомнева во интегритетот на Катица Јанева. Вели дека и покрај неговото 30-годишно искуство, таа не му е позната како истакната обвинителка, а од тоа што го дознал се сомнева и од тие блиска со актуелниот државен обвинител Марко Зврлевски. Калајџиев, кој е председател на Хелсиншкиот комитет, вели дека на некој начин граѓанскиот сектор се чувствува изневерен од СДСМ и од меѓународната заедница. Поголем оптимист пак е поранешниот државен јавен обвинител Јован Трпеновски. Тој исто така вели дека не ја познава Јанева, но нејзината биографија и долгогодишниот обвинителски стаж му влеваат надеж. Повеќе околу нивните мислења во дневникот во 17 часот. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Прилеп. Поздрав до Прилеп, повелете. Вака една стара поговорка вели, останала за судите, криво седи, право суди. Така во тој контекст и таа конотација сакам да кажам. Значи, повеќе во Македонија народот не е наивен и не сакам да се изразам глуп, на виделина се излезени сите, оние црни дамки, сите криминали на оваа сегашна влада, на врапчината на гранките му е веќе јасно што се направија. Така да, сметам дека незино е само да го верификува она што бомбите го покажаја, за да излези правдината на виделина и да тргне оваа држава веќе еднаш во права насока, криминалот да биде позади нас, а правниот систем да биде функционален во интерес на сите граѓани на Македонија, значи граѓаните да не се плашат дека треба да зависат од владата, туку владата да се плаши која било следна што ќе дојде, треба да се плаши од граѓанството. Значи квалитетот на владата да биде во интерес на граѓанството, бидејќи граѓанството е сочинува и владата и државата. А сакам вака да поречам, бидејќи не е во моја, да речем, надлежност и стил, ама едно сакам да кажам, значи многу од гледачите се занимаваат со некое минато веќе време, а треба да се позанимаваме со сегашноста. Значи, она што како имот го стекнал Заев сега, не го стекнал како премиер. Добро, да не ја прошируваме темата, така. Само една минута. Значи, тука е голема разлика, значи, споредуваме баби и жаби. Значи, она што го стекнал како имот, работел си го стекнал. Ако не го стечалил, нека кажа како. Ама ова што го стечали Грујо и фамилијата и братучет Милијалков кој што го води Ворото Евроводец, треба да знае цела Македонија, цел народ, се да врата назад и на камен мост занозе да ги врза двајцата со глајте придолу. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. За крајот на оваа емисија, тоа беше и последното јавување во денешното издание на Очи во очи. Паѓа сомнеш во однос на датумот рокот кој што е даден по однос на поднесување пријави за аферата прислушување од 18 месеци, односно до март 2017 година, што значи дека до изборите следната година, април 2016, не мора да значи дека ќе бидат поднесени какви да е пријави по однос на аферата и скандалот со пучот и прислушувањето. Во секој случај, за крајот на оваа емисија, многу повеќе работи ќе слушнете во дневникот во 17 часот, сублимирано се заедно. Госпоѓо специјална јавна обвинителка Катица Јанева, да знаете дека многу надежи се положени врз вас и со среќа нека ви е работата. Пријатно.